Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во Тетово и Гостивар граѓаните се собраа за да го изразат револтот против поскапувањето на електричната енергија. Потребна е максимална ангажираност за квалитетна настава, вели оделенската наставничка Сонја Трифуновска. По повеќе од 3 месеци продолжија градежните активности за доизградба на булеварот Индустријска. Тетовци по втор пат излегува на протест, револтирани од одлуката да се изврши поскапување на електричната енергија. Овој пат се собраа во голем број и маршираа до градскиот плоштад. Неколку илјади граѓани вчера вечер маршираа до градскиот плоштад во Тетово, реализирајќи го вториот протест во знак на револт заради поскапувањето на електричната енергија. Граѓаните се гневни и разочарани, рече Аријани Џафери од невладината организација Еко Герила. Ние уште еднаш, овој протест се организира за да му се дава шанса на мирот, како што сме кажале цела недела. И затоа многу е важно, озбилно да не сватат и да не заборават дека овој народ има многу гнев, е многу разочаран од ваквите политики што се случуваат до сега према нив, што ги крадат, што им прават што и да сакат, регулаторна или ЕЛОМ или МЕПСО или ЕВН, и затоа мислиме дека уште еднаш да им испратиме порака да му дават шанса на мирот додека имаат време. Времето или рокот им истекува следниот четврток, последен ден од тие 10 работни денови рок што им дадовме е следниот четврток. Ако до тогаш не ги исполнуваат барањата што се испратени преку граѓански протест, тогаш сами ќе сносат одговорност за последиците. Барањата на организацијскиот одбор се регулаторната комисија веднаш да ја стави вон сила одлуката за зголемување на цената и да ја намали цената на струјата за 46%. Второ, владата да го укине монополот на услугите за ивана и да стави крај на нечовечкото однесување кон потрошувачите, како и да го намали данокот на додадена вредност од 18 на 5%. Собранието да ја укине регулаторната комисија бидејќи служи само за апетитите на бизнис групациите кои сериозно го оштетуваат семејниот буџет на сиромашните граѓани. Последно четврто барање е собранието да формира независен арбитрарен орган кој ќе го верификува квалитетот на услуги и ќе ги адресира поплаките на граѓаните на ваквите корпоративни рекетарски компании, велат од организацијскиот одбор. И во Гостивар се одржа протест против зголемувањето на цената на електричната енергија. Граѓаните рекоа дека поскапувањето е голем удар врз семејниот буџет, со кои без тоа едва и врзуваат крај со крај. Гостиварци вчера попладне пред седиштето на ЕВН протестираа против зголемувањето на цената на електричната енергија. Ова е втор пат како граѓани на Гостивар на ваков начин го искажуваат својот револт од последната одлука на регулаторната комисија за поскапување на струјата од 7,4%. Се пожалија дека поскапувањето е голем удар врз семејниот буџет, со кои без тоа едва и врзуваат крај со крај. Нека ништо 200 евра земам пензија, 10 дуси сме до ова. Не можем да постигнам водовод да платам, не јадење. 2 мали деца имам внуци, по пемперсе ово не стигат и струја за да стигнам да плаќам водата, не струјата. И зашто таа се јави, викав, знаете што, господјо, јас сум пензионер 200 евра, 8 души ранам. Вода не можем да плаќам, со сметки една плаќам, една не. После децата, пемперси, лекчиња, тоа е. Не можем да стигнам до тоа. Жена ми пуштат бойлерот или другите машини, да речеме, во 22:00, кога е ефтина, а кај сатот е, 9,5. За 30 минути, кога гледам кај мене чекот иде 500 киловати на скапа, а трудејќи жена ми да се онади, да ги онади киловатите со ефтина. Правда ли е ова? Овие работи доста има трпено овој народ. И ова е малку, ама пак овие граѓани се многу мирни, сиромашен народ е овој народ. И затоа не сака да направи бела и буна, ама и тие треба да мислат малку. Не монопол да направат. Протестот го поддржаа и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари и пратеникот од редовите на Алијанса за албанците Халил Снопче. Се работи за време на пандемија кога секогаш
државата и помага на граѓаните, само кај нас се случува парадоксална ситуација да државата ја поскапи струјата, што не е во ред. И затоа мислиме дека во овој период не сме ова да се случи, и затоа ги поддржуваме организаторите на протестот и ќе продолжиме секогаш системот кој ќе реагира против граѓаните да бидеме до нив и заедно со нив. Тоа не е нормална работа, тоа е парадоксална ситуација да се поскапи струјата и ова е, значи, парадоксално е и во моментумот кај што се одлучи да се направи ова поскапување, значи пред формирање на влада, после завршување на избори, сите овие работи се парадоксални. Граѓаните бараат да се укине одлуката за поскапување на електричната енергија, цената да се намали за 46%, да се распушти регулаторната комисија за енергетика и да се укине монополот на Евана. Протестот во Гостивар помина мирно. Во пресрет на новата учебна година во време на пандемија, сите чинители во воспитно-образовниот процес треба максимално да бидат ангажирани во обезбедување на квалитетна и ефективна настава за учениците, затоа што од тоа ќе зависи какви ќе бидат идните генерации, вели одделенската наставничка Сонја Трифуновска. Таа додава дека при тоа мора да се заштити и здравјето. Во новата учебна година наставниците ќе имаат тешка и одговорна работа, да одржуваат настава според протоколите во време на пандемија, а воедно таа да биде квалитетна и ефективна, вели одделенската наставничка Сонја Трифуновска. Од искуството како долгогодишен просветен работник, таа смета дека децата од почетните одделенија треба да бидат физички присутни во училишните клупи, додека за поголемите ученици наставата да се одвива онлайн, бидејќи тие подобро можат да се снајдат со технологијата. За почетните одделенија, за учениците, мислам дека треба да се отворат училиштата, бидејќи освен тоа што се одвива од образовниот процес и што е многу важен за нив, првачињата, например, за прв пат се среќаваат со училиштето и многу е важен непосредниот контакт со наставникот. Уште побитен е воспитниот елемент тука, затоа што е потребно учениците да се адаптираат на училиштето, да се социализираат, да формираат основни работни навики тука и многу важен дел описменувањето, за кој што мислам дека многу тешко ќе се одвива доколку се оди со онлайн настава. Кога би се започнало така, сигурно дека задачата на наставниците ќе биде многу тешка и одговорна, затоа што треба да се спроведуваат протоколите во училиштата, исто така треба да се спроведуваат мерките за заштита, за да бидат обезбедени нормално учениците, но и да се обезбеди ефективна настава. Но мислам и дека малку повозрасните ученици многу подобро ќе се снајдат во онлайн наставата, затоа што тие веќе информатички се поспремни, пописменети и дека нема да имаат толку потреба од родителите за да се вклучат во онлайн наставата. Сега секако дека представува потешкотија техничкиот дел, односно обезбедувањето на уреди кои што се потребни за да се вклучат сите во онлайн наставата и затоа мислам дека треба да се погрижи државата и министерството. Трифуновска вели дека наставниците сега се поподготвени за онлайн настава за разлика од минатата учебна година, бидејќи дел од нив следеле обуки и вебинари за примена на дигиталните алатки. Нејзината ангажираност во воспитно-образовниот процес е признаена од страна на Бирото за развој на образованието, како една од 100 просветни работници во земјава за изработка на квалитетни видеолекции. За платформата Eduino јас се пријавив за да снимам видеолекции. Имам снимено досега 16 видеолекции кои што се дел од базата на Eduino. Меѓутоа, освен видеолекции, имам снимено и едукативни активности како игри, 9 игри, кои што ги работев во тандем со одделенскиот наставник Гликерија Илиоска и ги подготвувавме и тоа не беше исто така лесно за подготовка, бидејќи беше потребно да се осмислат игрите, да се изработуваат материјалите кои што се потребни за играта и да се сними видео како изгледа таа игра. Додека пак за видеолекциите треба најпрвин да се изработи презентација, PowerPoint, а потоа да се сними во OBS програмата и да се објаснува се од презентацијата. Во овој период имам многу добра соработка со наставниците
на секаде низ Македонија и тоа е мощно битно, значи да соработуваме. Исто така имам објавувано повеќе образовни материјали во Facebook групите што се за наставници и многу дигитални книги, интерактивни наставни ливчиња, образовни игри и соработуваме на тој начин што кога некој наставник, на пример, ќе види што е тоа и го интересира, сака да направи, ќе дојде во контакт со мене и соработуваме и на тој начин се надоградуваат и другите наставници. Истото тоа и јас го правам. Доколку јас видам таков образовен материјал, контактирам наставници. Но исто така можам да истакнам дека освен соработката со наставниците, имам многу добра соработка и со советничката од Бирото за развој на образование Олгица Наумовска и Трифуновска порачува внимателно да се донесе одлука како ќе се одвива наставата во новата учебна година, бидејќи од тоа ќе зависи какви ќе бидат идните генерации. Сите што се чинители кои се битни за успехот на одвивањето на воспитно-образовниот процес, дека треба максимално да бидат ангажирани во обезбедување на ефективна и квалитетна настава за учениците, затоа што како ќе се одвива таа настава, многу ќе значи и какви ќе бидат идните генерации. Гостиварскиот регион се наоѓа во највисоката фаза на ризикот ширење на коронавирусот. Изминатите 5 дена потврдени се вкупно 59 новозаболени лица. Охрабрува податокот што истиот период 121 пациент оздравеле. Од почетокот на месец август, Гостиварскиот регион се наоѓа во највисоката фаза на ризик од ширење на коронавирусот. Заедно со Скопје, Штип и Команово, Гостивар има широка распространетост на пренесување на заразата. Трендот на зголемување на заболени почна откако беа укинати карантините и полицискиот час, а како главна причина надлежните го наведуваат непочитувањето на мерките на заштита. Според статистиките на Министерството за здравство, изминатите 5 дена, од понеделник до петок, потврдени се 59 новозаболени лица. Анализите на медицинските служби покажуваат дека повеќето од новите пациенти се со поблаги симптоми или се асимптоматски. Тие немаат потреба од хоспитализација и остануваат во двонеделна домашна изолација. Порастот на позитивни во Гостивар е очекуван со оглед дека тестови се прават на поголем број на граѓани, смета првиот човек на општината, повторувајќи го апелот да се почитуваат мерките. Нема што да се прави, веќе во државата нема контрола над коронавирусот. Сега тестираме повеќе, затоа имаме и повеќе случаеви. Тоа што го поминаат другите градови пред нас, сега го поминуваме ние. Ние имавме мирна ситуација, меѓутоа сега веќе тестираме повеќе и бројките се повисоки, нормално, очекувано. Мојата препорака е две работи, само дистанција и маски, друго ништо. Ако внимаваме сите, бројките ќе бидат помали. Ако не внимаваме, ќе порасне бројот. Охрабрува податокот што неделава на подрачјето на Гостивар има 121 оздравен пациент, што е двојно повеќе од бројот на новозаразени. Од почетокот на пандемијата во Гостиварскиот регион со коронавирус вкупно се дијагностицирани 623 лица. Моментално активно болни се 264. Вирусот нема да исчезне или да ослаби само затоа што се летни месеци, вели председателот на Комисијата за заразни болести доктор Жарко Караџовски. Тој уште еднаш потенцираше дека само ако се носат маски и се почитуваат заштитните мерки, ширењето ќе стивне. Бројката на активни случаи на COVID-19 во земјава конечно падна под 3000, а во текот на вчерашниот ден беа изработени и рекорден број на тестови – 2172. Сепак експертите предупредуваат граѓаните да останат внимателни и да ги почитуваат мерките. Председателот на Комисијата за заразни болести епидемиологот доктор Жарко Караџовски вели дека вирусот нема да исчезне само затоа што е лето. Доколку сите носиме маска заштитна, 95% сите ако ја носиме, ризикот е намален. Основа на све. Вирусот нема да го снема во топлите летни месеци. Поинт. Зошто? Народот мислеше, сега ќе дојде лето и вирусот ќе го снема заради тоа што ова е респираторно заболување и ќе го снема исто како што го снемува грипот после месец март и април. Не е точно. Зошто? На јужната земјина хемисфера, а читајте, тоа се вика Австралија, Индија, Бразил, тамо хара во моментов болест. А тие се околу екватор.
Значи, ако кај нас е 35, некаде околу екватор е 45 степени, а вирусот стои. Значи, идејата дека вирусот во летните месеци ќе го снема е грешка. Тој додава дека не е намалена вирулентноста на вирусот, односно дека тој е истиот, но размислувањето кај граѓаните е сменето, односно луѓето сметаат дека може да се опуштат, вели Караджовски. Вирусот е ист. Не е сменет вирусот. COVID-19, SARS-CoV-2 е истиот вирус. Што е сменето? Ментишот на народот е сменет. Зашто народот мисли, дали ме разбравте ментиш, тоа ми е оној израз кој што го кажувам, менталитетот и размислата на народот дека се е готово, се е завршено. Дајте сега да се пуштиме. Ми изгледаше како народот едва и чека да се пуштат кафани, кафичи, ресторани, кладионици, луѓето да може да почнат да прават веселби, да прават. Никаде ние во ниеден протокол не сме ставиле дека потребно е да се не почитуваат мерките, зашто све заврши. И покрај зголемувањето на бројот на оздравени лица и благо намалување на бројот на заболени, сепак бројката на ново заразени лица со COVID-19 речиси секојдневно е трицифрена. По повеќе од 3 месеци продолжија градежните активности за доизградба на булеварот Индустријска, кои беа запрени поради коронавирусот. Оваа сообраќајница е една од трите поголеми во градот кои стојат недовршени неколку децении, што е една од главните причини за сообраќајните гужви и хаос. Булеварот Индустријска, според општинските власти, треба целосно да се доизгради за 9 месеци. Се работи за проект на општина Тетово и Министерството за финансии во вредност од околу 1 милион евра. Оваа сообраќајница ќе го растрети сообраќајот од тешките товарни возила, посебно тие кои се обраќаат кон граничниот премен Јажинце, а кои поради недоизградениот булевар мора да поминат низ тесните коловози низ градот. Ова е инфраструктурна капитална инвестиција на општина Тетово со кое што се надеваме дека ќе се растовари големиот дел од сообраќајниот метеж тука во градот, а исто така и ќе придонесеме со намалувањето на сообраќајниот метеж за поздрава и почиста животна средина. Индустријска е еден од трите булевари кои не се довршени со децении. Ова е булеварот Благоја Тоска кој веќе неколку децении чека пробивање, но наместо реализација на овој проект, оваа сообраќајница е претворена во див паркинг. Тетовци велат дека во градот многу малку се работи на проекти за растаретување на сообраќајот. Нови проекти нема, а старите воопшто не се доизградуваат. Катастрофа. Треба да се поправат улиците. И не е само оваа улица, има многу натаму улици кои што треба да се поправаат. Ова страмота пред болница овака да се наоѓа, има 10 години овака соседи. Ќе се направи, не се прави, видиш. Ова улица требаше порано да се заврши, да се уреди, али овде нема ништа. Од општина Тетово се правда дека службите работат. Моментално се врши експроприација на земјиштето, каде треба да поминува булеварот Благоја Тоска, а потоа ќе се бараат решенија за пробивање на сообраќајницата Линденска и изградба на обиколница за Тетово. Стамбен комплекс никнува од скијачките терени во Маврово. Во јавноста реакција инвеститорот тврди дека се гради законски и прописно. Бројни реакции кружат по социјалните мрежи за новиот стамбен комплекс кој се гради на само 100 метри од скијачките патеки во Маврово. Се поставуваат прашања дали ова ќе значи уништување на природата и националниот парк со оглед на тоа што се работи за површина од 9000 метри квадратни, каде ќе има 180 стамбени единици. Собственикот на компанијата инвеститор Фортон Македонија демантира. Тврди дека делот каде се гради не бил национален парк, туку собственост на општина Маврово Ростуше и бил градежен реон. Запазени биле сите процедури, а се градело според пропишани стандарди. Значи, земјиштето е купено од преку 25 индивидуални собственици пред отприлика година и пол, и се наоѓа, односно во градежен реон на земјиштето е ставено уште пред 5 или 6 години. И не е само ова земјиште што јас сум го купил во градежен реон, туку е и околу мене во радиус од 100 или 200 метри сето тоа во градежен реон. Доколку не би било во градежен реон ставено тогаш пред 5 или 6 години, ние не би го купиле. Сите законски регулативи се исполнети со прочистителни станици и ова што е купено, значи е купено како пасиште, значи така да немаше на него, може да проверите, имате сега и Google Earth, дека ниту имаше дрва, ниту пак сечеме дрва.
Богоевски инвестицијата е правда со развој на Мавровскиот крај, каде вели нема доволно сместувачки капацитети и инвестиции, што и го уназадувало туризмот, споредбено со скијачките центри од Балканот. Екологистите пак, кои се обично најгласни за ваквите работи, се без коментар, оти не знаеле за инвестицијата. Инаку ова е прв поголем стамбен комплекс кој никнува во Маврово. Останува отворено прашање дали ова ќе повлече и низа други вакви градби во иднина, што сигурно би го измениле сегашниот изглед на Маврово, заменувајќи ја сегашната природа и зеленило со стамбени блокови. Сите услови што беа поставени од иницијативата Стоп Русино се исполнети од страна на општина Гостивар, изјави градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. На седницата на Центарот за развој на Полошки плански регион вчера се разговараше на оваа тема, а од иницијативата Стоп Русино не отстапуваат од барањата за дислокација на депонијата. Нашиот став останува ист, затоа што Гостивар се гуши од Русино. Нашиот став е дека таа мора да се затвори и дека мора да се најде нова локација за депонија по стандарди. Сите едногласно одлучивме да меѓу нас, општините, еден од партнерите кои ќе одлучува за понатаму како ќе се постапува, да бидат и граѓанската иницијатива Русино. Денеска општина Гостивар, ја бев таму физички присутен, меѓутоа општината ја презентира представници од граѓанската иницијатива Стоп Русино. Треба барем да направиме акцијски план, тоа сум го кажал и кога имаше јавна дебата. Моментално мислам дека треба да се попушти само на општина Гостивар да ги фрли, понатаму да изнајдеме други можни решенија и да се работи во тој правец. Почитувани гледачи, тука е крајот на саботното издание на Вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.